Најавениот штрајк на СОНК за покачување на платите на просветните работници и укинување на казните од екстерно во Кочани и Виница не беше подржан од повеќето наставници и професори во училиштата. Според директорите на кочанските и виничките средни и основни училишта, наставата во второто полугодие се одвива редовно и без било какви одложувања. Во средното општинско училиште Гошево Кентие второто полугодие започна како што беше планирано во текот на денешниот ден. Ќе искористам можноста на сите ученици и вработени да ги посакам успешен старт на новото полугодие. Сите вработени утрово беа на работа, како во првата, така и во втората смена. Сите ученици се присутни во училиштето. Неаме најава ниту доставено барање за одржување на штрајк од страна на СОНК, така да планираме наставата во наредните денови да се одвива нормално според зацртаното. Основното училиште Малина Попиванова денес учениците и наставниот кадар, односно сите вработени, се појавија на работните места, односно во ученичките клупи. Училиштето работи тековно, односно во целост ги исполнува законските надлежности, односно исполнување на 180 наставни денови кои се предвидени со Законот за основно образование. Би сакал да истакнам дека синдикалната организација во ово училиште на 24 август 2014 година во присуството на представник од синдикатот, односно од СОНК, одржа состанок, ги разгледа предвидените барања на СОНК кои штрајкот се нагласуваше дека ќе почне од 1 септември и донесена е едногласна одлука од синдикалната организација во основното училиште Малина Попиванова дека не ги поддржува тие барања, односно не го поддржува штрајкот како облик за постигнување на некои решавање на некои проблеми кои СОНК мисли дека ги има во образованието. Најавениот штрајк од страна на СОНК за денеска не е прифатен од ниту еден наставник и од оделенскиот предмет на настава во нашето училиште, ниту од претседателката на синдикатот во нашето училиште Јулијана Николовска, така да во прва смена наставата си течеше редовно, така продолжуваме и во втората смена. Наспроти тврдењата на директорите на кочанските училишта дека штрајк нема, претседателот на СОНК на ниво на Македонија вели дека 70% од наставниците не се на настава и почетокот на штрајкот е успешен. Некаде околу 70% од нашето членство е во генерален штрајк. Тоа е задоволителна бројка во однос на притисоците што нашите членови ги има и во однос на тоа што прв ден е штрајкот. Ние се надеваме дека во текот на утрешниот ден и тие што денеска по разни основи не беа во штрајк, дека утре ќе се приклучат на штрајкот. Колегите кои што беа во штрајк воопште не беа на настава, него беа во историја, во договорено со директорот, дали во наставнички канцеларии или училище и тука се лекуваа. Тоа значи дека настава всушност и немаше, бидејќи децата добро и тие што дојдоа видаа дека нема наставници и се вратија назад. Претседателот на регионалниот одбор на СОНК за Кочани и Виница Тоше Геров за Канал 8 истакна дека претседателите на синдикалните организации во кочанските и виничките училишта и штрајкувачките одбори на 1